Иване, добро утро за колегите, добро утро Македонијо. Енергија и синергија меѓу македонската публика, спортска, оние што го следат спортот, а оние што не го следат треба да почнат да ги следат нашите национални селекции, особено ракометарите кои што секоја година достојно не представуваат на големите надпреварувања, најизменично европско па светско. Оваа година 2025 учествуваме на 9-то светско првенство, вкупно 29-то во организација на ИХФ, на Меѓународната ракометна федерација. Играме вечер од 20:30 против селекцијата на Унгарија и од тоа ќе зависи колкава ќе биде бројката на македонците за времето на центар на некогашна Хрватска во 18-тиот век. Од она што го видовме на граничниот премин Табановце, инаку во моментов се наоѓаме некаде на половина пат до Белград, малку поблиску односно од половина пат до Белград. Од она што го видовме на граничниот премин Табановце утрово, 20 на автомобили во комуникацијата со нив колку што можевме да процениме и да дознаеме се упатени кон Вараждин и зависи од тоа како ќе одиграме вечер, дали ќе останат таму или ќе се враќаат. Дел од нив се последните оние како и ние што стигнуваат во Вараждин. Поддршката ќе биде голема во Вараждин арена, сигурно ќе ечи Македонија втор пат по 2009-та. Тоа беше претходното светско првенство што се организираше во Хрватска, кога Македонија свати дека знае и дека може да игра ракомет. Очекуваме убава представа пред се и да се забавуваат нашите ракометари кои што се една селекција што е предводена од селекторот Кирил Лазаров во улога на спој на два тројца ветерани кои што имаат досие веќе дебело ракометно во нашата репрезентација, кои што имаат сиви и млади полетни ракометари кои што сакаат да се докажуваат, сакаат да се докажат пред себе, пред колегите ракометарите, нели пред нацијата. Се разбира, едно е јасно, Македонија ветува дека ќе пружи добар ракомет, па останува вечер во 20:30, 20:20 почнува преносот на македонската телевизија, чисто да видиме колку од најавите ќе бидат исполнети. Ване, ова би било ова прво кратко вклучување на Skype комуникација од екипата на утринската програма, која што утрово се упати кон Вараждин. Во текот на следните работни денови ќе дознаеме многу повеќе за тоа што се случува со нашите ракометари, меѓутоа и каков град е Вараждин, како живее Хрватска овие денови, така што ќе имаме интересни и возбудливи содржини.